Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Грипот брзо се шири низ државата, а бројот на заболени во првата недела од 2026 година е двојно зголемен. Болниците се речиси полни, а здравствените власти предупредуваат. Пикот допрва следи. Годинава се набавени 80.000 дози вакцина, а се пријавува преку вакцинација.мк или кај матичните лекари. Вакцинацијата е бесплатна за ризичните категории, но останува прашањето дали треба да биде задолжителна за сите. Најмногу заболени има кај лицата од 15 до 64 години, а најмалку кај оние над 65, кои најчесто се вакцинирани. Бројките покажуваат дека вакцината дава резултати. Дали вакцинацијата е доволно искористена? Кој треба, кој мора да се вакцинира? Грипот не чека, зошто ние чекаме? Треба ли сите да се вакцинираат против грип? Ова е низот од прашања кои што денеска црвена линија ви ги поставува. Верувам како и во секое едно издание ќе покажете особен интерес и ќе се вклучите во дискусијата. Сепак здравието е најголемо богатство. Па така црвена линија денес одлучивме токму за оваа тема која што апсолутно во моментот не засега сите. А кога сме кај прашањето, ќе ве потсетам секако да одговорите и на анкетното прашање на црвена линија. А како до него? Многу едноставно, ќе не побарате на Инстаграм, се што ви треба е профилот на црвена линија, ќе потсетам секако ќе го заследите и профилот на Телма телевизија и на Инстаграм стори веднаш ќе кликнете. Во текот на целиот ден црвена линија денес ве прашува дали вакцинацијата треба да биде задолжителна и бесплатна. Еве како изгледаме на Инстаграм стори, како што гледате имате две полиња, односно две опции за одговор. Да или не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор кон крајот на ова издание, секако ќе ги пресметаме резултатите во проценти и ќе ги објавиме. А сега на самиот почеток да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. За само една недела 3 пати зголемен број на амбулантски прегледи на инфективната клиника. Во моментов се хоспитализирани 12 пациенти. Кај двајца е потврдена инфлуенца А и истите се со посложена клиничка слика. Неколку од нив се со кислородна подршка на минимална концентрација, вели доктор Цана. Другите се клинички случаи од хоспитализираните, од кои едно е потешко болен и е на интензивно лекување. Пациентот е интубиран и е на механичка вентилација. И кога станува збор за амбулантските прегледи, се зголемува бројот на пациенти кај матичните лекари, колку е на дневно ниво бројот на пациенти во амбулантата? Па јас статистички можам да ви потврдам дека на инфективна клиника веднаш после новата година од 1 до 9 имаме околу 286 прегледани пациенти кои се со инфлуенца пациенти и од кои претежно се амбулантски. Од таа вкупната бројка само 12 се хоспитализирани, тоа се претежно пациенти со хронични заболувања, со коморбидитети, кај кои била потребно хоспитално лекување. Во однос на амбулантските прегледи, најголем број пациенти се на возраст меѓу 18 и 60 години. Според досегашното искуство на инфективната клиника, се очекува пикот на грипот да биде крајот на јануари и почетокот на февруари. Што се однесува до хоспитализираните пациенти на инфективна, во најголем дел ја немаат примено вакцината против сезонски грип. Може би и затоа потешко ја го поминуваат грипот и кај некои за жал и се усложнува здравствената состојба. Лекарите со апел до граѓаните без оглед на возраста да ги почитуваат препораките за превенција. Според последниот неделен извештај на Институтот за јавно здравје, во текот на првата недела од 2026 се пријавени 1725 случаи на заболени од грип, што говори за двојно зголемување во однос на претходната недела.
А сега сакаме да ве слушнеме вас. Секако подсетувам за учество во Црвена линија, стандардно се врти нашиот добро познат број 02-307-0005. Денес ве прашуваме дали вакцините против грип се доволно искористени, треба ли сите да се вакцинираат против грип. Бројките покажуваат и дека вакцината дава резултати. Дали вакцинацијата значи е доволно искористена, дали сте вакцинирани и всушност дали ги почитувате препораките. Некои можеби во моментот и сега го надминуваат грипот додека не следат. Добре дојдени сте сите да ги споделите вашите искуства и секако да дадете одговор на нашите прашања. А во продолжение, пред да продолжиме со вклучување, да ве подсетам, секој еден оној кој што нема да успее да се вклучи во живо, немојте да бидете обесхрабрени, секако можноста за одговор на денешните прашања и воедно учество во Црвена линија и преку коментари кои што можете да ги напишете на нашиот профил на Црвена линија, каде што е објавена темата за која што зборуваме денес. Треба ли сите да се вакцинираат против грип? Дали вакцинацијата треба да биде задолжителна и бесплатна? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар Верувам ден. дека сте во добро здравје. Јас мислам дека не сум баш во добро здравје, од тие виранта сум, ама јас мислам дека треба вакцината да биде бесплатна и задолжителна за луѓе што се болни и за малите дечиња што се во школа. Затоа што грипо е многу страшен, со високи температури и со други пропратни појави. Но работата е во тоа што како ќе биде вакцината со која ќе се вакцинираат луѓето. Кој гарантира на луѓето дека се вакцинираат со правилни вакцини? Така со ковидо беше. беа луѓето вакцинирани од ковидо, се разболеа, а не дај Боже некои и починаа. Значи, работата е во составот на вакцината. Едно време у Југославија имаше вакцини кои државата ги гарантираше, а сега никој ништо не гарантира за овие вакцини што се за грип. Треба да се вакцинират постарите луѓе, тие што се оболени, треба да се вакцинират и малите деца, али да има гаранција оваа вакцина, дека ќе биде исправна и дека ќе биде донесена од производител кој стварно. Благодарност за вклучувањето и споделените одговори со нашите гледачи, но и една напомена, особено да се внимава и на тајмерот. Во Црвена линија е предвидено едно јавување, временски да трае 90 секунди. Но секако ве поканувам и повторно да го завртите нашиот број, секако ако сакате нови 90 секунди да се надополните и да искажете. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Најверојатно и денес имаме малку подолги паузи од едно до друго вклучување, но мора да подсетиме, не случајно Црвена линија ја одбра денешната тема, бидејќи навистина станува алармантно и загрижувачки се бројките од заболени во грип. Па така денес си прашуваме дали вакцинацијата пред се треба да биде задолжителна и бесплатна. Добар ден. Добар ден. Убав ден, верувам дека сте ми во добро здравје, па да ги слушнеме вашите одговори. Фала на Богу во добро здравје. Благодарам. Еве, во однос на вакцинацијата, дали сте вакцинирани? Сметате ли дека секој ден треба да се вакцинира и да биде вакцинацијата? Вакцинирана сум. Да, јас сум вакцинирана, веќе 25 години се вакцинирам. Ало? Да, ве слушаме, продолжете си. Веќе 25 години се вакцинирам и сум многу задоволна. И презадоволна можам да кажам. Така еве, што ќе им порачате на граѓаните, бидејќи голем дел од нив се си уште скептични во однос на вакцинација? Да, има голема скептика, но јас им припорачала дека треба да се вакцинираат, зашто јас имам големо искуство од тоа и секогаш сум задоволна веќе овие 25 години. Фала му на Бога.
Дали има уште нешто еве да додадете? Зошто ви се чини еве дека и премногу чекаме кога станува збор за превенција и вакцинација? Па несигурноста во народот си. Не е дека вакцината не е добра. Не е секогаш вакцината во прашање. Така Ние сме си криви. Сметате дека треба да биде задолжителна и бесплатна? Па добро, и сега е мислам бесплатна, но може и да биде и задолжителна. Така, големо благодарам што го споделивте своето искуство со гледачите на Црвена линија. Сега кога станете со нас, гледајте на ја тука ќе ве потсетам да имате на ум, да бидете активни и на социјалните медиуми. Се што ви треба е профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Објавена е темата и уште еднаш ако може ќе покажеме како изгледаме на Facebook. Треба ли сите да се вакцинираат против грип? Пристигаат и првите коментари, а нешто подоцна ќе почнеме и со читање на истите. Сега одиме во живо. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, верувам дека сте во добро здравје. Се уваме на трешноста на државата Прилеп. Така, повелете, ве слушаме. Видете, дали вакцините против грип се доволно искористени? Па ви рекол дока е некаде може се, дока е не. Искуството покажува дека од порано, кога беше ковид пандемијата, еден сум од тие пациенти кој се вакцинираше со COVID-19 за вакцината од AstraZeneca, ми остави трајни последици, вертиго, вестибуларно вертиго, што го викаат докторите, или вртоглавица. Како последица од вакцината за против COVID-19. Да, имаше температура, покачена телесна, откој се заврши сето тоа, бидејќи да се прима вакцина, потполно човек да е здрав. Јас бев во фондот за здравство во Прилеп. Сакав да се вакцинирам исто со овој сезонски, ама вика не може бидејќи се соочиле со таков ризик тогаш и не се нафатија и не ме вакцинираја. Тоа е тоа да кажам, ја не ги деморисам луѓето да не одат да се заштитат, нека удат, ами треба пред се да се види, да се пази дали се алергични. Точка. Тоа е тоа. Поздрави, секој е добро. Големо благодарам за споделените одговори, учеството си како во Црвена линија. Продолжете и понатаму да го гледате ова издание. А по вас верувам наскоро одиме со нови одговори на нашите прашања. Подсетуваме, денес зборуваме за грипот кој што навистина брзо се шири низ државата, а бројот на заболени во првата недела од 2026 година е двојно зголемен. Па ви се чини ли дека вакцините против грип се доволно искористени? Треба ли сите да се вакцинираат против грип и дали сушност вакцините за грип треба да бидат задолжителни и бесплатни? Еве како изгледаме на Facebook, да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, верувам дека сте и вие во добро здравје. Па здраве, живи и на вас исто. Благодарам. Среќни празници. Така, за вакцината да има нешто придобивки од нив. Татко ми е пензионер, тој се вакцинира. Пошто има и комуницација од други болести. Така да делимично као заштитене. Како се една целата заштита кога оваа година пак се разболи од грипот. Од една страна едно збориме, од друга страна друго се случува. Сега. Ја од ковидот настрадав саглам со тоа што два пати завршив во болница Гуши и после тоа на двете вакцини, пошто во Запад ни бара, како ни еден не се најде кој горе и долу, се покажа дека вакцините се штетни. Тоа е за тоа што зашто ние да не преземе одговорност. Едноставно не инструја, немаше никаков протокол. Така да вакцините, кога немаш контрола врз нив, не би требало ни да пуштат во продажба. А кој ги пуштал, тоа е друга приказна више. Порано имаше Торлак во Србија. Тие вакцини беа по-безбедни за тоа што беа испитани. Овие не се. Ја не сум за вакцина.
тоа не. Така, благодарам за учеството во Црвена линија. Секако продолжете и вие да не гледате. Останатите, уште еднаш ве потсетувам, бидете активни во однос на денешната анкета, за да учествувате во секоја една наредна, заследете не и на Инстаграм. Но за денес, во однос на денешната анкета, која што е во текот на целиот ден објавена на Инстаграм стори, доволно е да кликнете на Instagram Story и да дадете одговор на прашањето дали вакцинацијата треба да биде задолжителна и бесплатна. Две опции за одговор. Потсетувам да не кликнете на полето и секако некаде конкрет ќе ги сумираме резултатите и споделиме како проценти. Одиме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, верувам и вие сте ми во добро здравје, па и во однос на вакцинацијата, треба ли да биде задолжителна и бесплатна? Па видете, бака, сега ја од искуство веќе 2 години се вакцинирам против грип. И првата година не поминав добро, што се вика. Сега е веќе 3-ти месец како сум вакциниран, ја не сум закачил до сега да кусам удраво. Дали треба? По мене е препорачливо. Знаете, ние имаме доста антиваксери, луѓе кои веруваат и кои не веруваат, така да треба да биде слободен избор. Меѓутоа, од искуство моја препорака е дека треба да се вакцинираат посебно повозрастните. Ја не гледаме 2 години не сум имал проблеми со грипот. Вакциниран сум. Што да кажам друго, да ви кажам право. Мислам дека треба да се вакцинира, дали да биде задолжително. Знаете, не треба да го терате овој народ с ништо на сила, затоа што треба да биде слобода на избор. Па сега после од искуство кој како ќе помине, дали ќе сака да се да се пораѓа кој има грип или ќе сака да биде полесно да помине, он треба да одбере. Али моја препорака е дека би требало, дали се искористени. Гледам дека имаше извести дека се прикраи оние бесплатните вакцини, што значи дека народот сепак се повеќе ќе се вакцинира. Така да мислам дека треба да се вакцинираат. Кој мисли да се штити себе си би требало да се вакцинира. А да оставиме тоа што пише доктор Google и компанија и што се рекламира по тоа накода дека ова или она или вака или онака. Мислам дека треба да се верува на докторите. Благодарам многу за одговорите и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Сега време да почнеме да ги споделуваме со вас и коментарите, всушност тоа се одговори на нашите денешни прашања. Црвена линија на Facebook, како и во живо за вас, почитувани, го постави прашањето треба ли сите вакцини, односно треба ли сите да се вакцинираат против грип. Еве што напиша Марко Поло. Не, поради едноставна причина. Дали имаме повеќе доверба во вакцините после фијаското корона, каде што на светско ниво се докажа дека вакцините се лоши и доволно неиспитани за последиците кај луѓето. Кој нас ке ни потврди каков е составот на тие вакцини? И најбитното прашање што долго време ме засега, дали некој кај нас одговараше за геноцид врз сопствениот народ, каде не затвараа насила, не осудуваа тие што не се вакцинираа, а се докажа дека вакцините се штетни и создаваат тромбови во сите сегменти на телото. Добро прашање да се позанимаваат вашите истражувачки новинари. Под чиј притисок не вакцинираа против своја волја и не затвараа. Дел од луѓето беа судени и платија осудени, ве претпоставувам, и платија казни. Дали државата им ги врати средствата и им се извини на тие луѓе? Благодарам, Марко Поло. Ние понатаму ве прашуваме. Грипот зема зама во полн ек. Дали според вас вакцините против сезонски грип треба да бидат задолжителни и секако бесплатни за секој еден? Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум Убав ден. Верувам сте ми во добро здравје и вие. Одличен, дури 3+. Па да ве слушнеме во однос на вакцинацијата и препораките. Човек сум над 80 години, не се вакцинирам уназад 15 години, меѓутоа користам природен лек, значи кој што се да не биде ова реклама, во сите, освен во млеко, значи и чај, во сите други, значи во супи, во варива, печива, користам оригано. Ориганото е еден вид природен антибиотик кој што спречува
да има болести на грлото. Сега, меѓутоа треба да се користи само последните 3 минути кога завршува варењето, печењето на оброкот, значи само 3 минути да се вари и тоа ќе има корист и е добро. Се во однос на вашето прашање, значи дали вакцините против грип се доволно искористени? Не се, затоа што се уште грипот навлезе длабоко во, значи, меѓу луѓето, но, значи, имаме уште вакцини кои се бесплатни, а не се употребени. Така да, значи, не. Второ, значи, ваксерите, една за секојаш треба да сватат. Тие нека што сакат мислат, за себе нека мислат, но не да го буна народот дека не треба да се вакцинираат. Тоа нека остане се слободно, волја на секој граѓанин дали ќе се вакцинира. Благодарности вам за учеството во Црвена линија. Секако ве потсетувам, почитувани, особено верувам ке имаме и онакви кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Имајте на ум дека едно јавување временски кај нас изнесува 90 секунди, но кој сака да се надополни, како што и постојано велам, можете да се јавите повторно за нови 90 секунди. Па, почитувани, еве, дали доволно ги почитуваме препораките? Што мислите во однос на задолжителна вакцинација против сезонски грип и секако да биде достапна и бесплатна за секој еден, не само за ризичните категории граѓани? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака. Прво грип не постои, тоа е тровање од отрови разни внесени преку храна, преку воздух и така натаму. Значи не постои никаков вирус, постои тровање и тоа тровање треба да се намали надвор, да не се дозволат летување на авионите одозгора и храната да се контролира. Вакцините не треба да постојат воопшто, ништо не штитат, треба да се забранат, бидејќи се неиспитани, полни се од тешки метали, го уништуваат организмот. Никој да не се вакцинира. Вакцините беа бесплатни. 77.001 информација беше дека примиле луѓе, меѓутоа толку болни, што доказ дека нити штити, дека накнадно го токсицира организмот и нема потреба од никакви вакцини. Да се спречи трувањето на храната, прскањето дозгора со отрови од хемтреус и ќе нема никакви нити грипови, нити други болести. Доста со тие лаги, да се прекине со таа лаж, народот да се освести. Благодарност на сите оние кои што се вклучија во емисијата и кои што знаат вистината, храната може да заштити човекот, има разни средства со кои што може да се превентираат и да се детоксицира организмот. Разни чаеви постојат и разни билки со кои можеме да се детоксицираме од сите отрови што постојат. Ве молам, прекинете со оваа пропаганда телевизиска. Срамота е народот да се труе, да умира по болници и да кажуваме разни ковиди и разни грипови. Се е лага. Ве молам, прекинете со лага. Бидете малце солидарни и на страната на народот, не на страната на фармацијата. Благодарам за вклучувањето. Ние сега го сме на страната на граѓаните, а оно што ќе потсетам, темата е како резултат на двојно зголемениот број на заболени од грип. Така да, благодарам и ве, секој одговор го почитуваме, секако и вашето мислење, секој едно е добре дојдено во Црвена линија. Она што зашто немаме толеранција, секако е нивото на излагање, односно ако не се држиме до културата. Доволно е само една пцост, вулгарен збор или па говор на умраза или нешто кажано навредливо, тогаш се вклучува Црвената линија. Секој еден од вас е добре доден да даде одговор и да ги сподели своите ставови со гледачите. Одеме на, како што ве потсетив, што се однесува и до Facebook, темата на Црвена линија редовно паралелно, како и за било која тема, ја објавуваме и на профилот на Телма телевизија. Па и ве пристигна и на оваа адреса повеќе одговори и коментари. На прашањето треба ли сите да се вакцинираат против грип, почнуваме со она што го напиша Лидија Стефановска. Не за вакцинирање. Да, за подобрување на имунитетот со многу овошје, стекнување отпорност кон вируси и бактерии, живот со природата и се што е во неа. Не за стерилни болни градови. Да, за уживање на сонце, без страф од дрва, трева, растенија, инсекти, вируси и бактерии. Да го оставиме имунитетот да се грижи за нас, тој никогаш не греши. Благодарам и за Лидија, продолжете, бидете активни, потсетувам и на двата профила, Црвена линија
Телма телевизија, пишувајте коментари, всушност давајте одговори на нашите прашања. Па добро вечер веќе. Добро вечер, дали се слушаме? Добар ден, добро вечер. Ало, Добро вечер, во црвена линија сте. во црвена линија. Да, повелете. Да, ќе зборуваме за ова вакциниве. Ние веќе на големо зборуваме, сакаме да ги слушнеме вашите мислења, еве. Па добро, благодарам стварно што се уклучи во емисијава. Одамна сакам да кажам и јас нешто. Драго ми е, повелете, ве слушам. Како прво, никогаш не би се вакцинирала. Ама никогаш. Затоа што во денешницава не можеш никому ништо веќе да веруваш. Прво и прво, кога ќе отидете по болници, не знаете кој е доктор, кој е сестра, која е помошничка, која е чистачка, која е. Со марами на глава, со чилтијани, со облечени како дома што се шета и ред други работи, исто како дома да се навоѓаат. А што си ти болен и што треба дали да примиш вакцина или не, на ни баш и не гајле. Така да, денешниве вакцини, посебно кај нас во Македонија, сигурно тие што треба да ги фрлат, може ќе ги пратат во Македонија за да се доразболеме да не снеманат македонците, а и треба да не снемат. Толку, јас сум револтирана и не сакам да зборувам, затоа што многу работи се прават. Благодарам за одговорите и драго ни е што посакавте да се вклучите во црвена линија и верувам дека нема да биде ова прв пат, туку ќе бидете дел од секоја една тема за која што ќе дискутираме секогаш со вас почитувани. Продолжуваме со она што го напише и Симона. Само момент, она што го напиша Симона Мони Ристевска на Фейсбук. На прашањето треба ли сите да се вакцинираат против грип, Симона напиша: секој има право дали ќе се вакцинира или не. Како што немаме систем, така и не им веруваме на институциите. Наместо да измислуваат вакцини и сказки, приказки, треба тие од социјала и труд да обрнат внимание на оние што навистина бараат помош. Нема од грип да се умре, туку од глад и немање надлежни. Благодарам и за Симона, за активноста. Ние продолжуваме во живо. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно би ве замолила, добро да ве слушаме. Добро. Ало, Телма? Да, Телма, црвена линија, повелете. Така, да повелиме темата вие околу вакцината, така? Да, за сезонски грип. За сезонски грип, добро. Јас лично би го рекол вака дека за тој сезонски грип секоја година има. Меѓутоа, сакам да кажам дека вакцините што се воопште, јас за мене ќе кажам дека јас имам 5 вакцини примано, сега немам никако воопште транзиш ни на јадење, ни на пиење, ни солено, ни кисело, ни едно друго. Така да вакцините сакам да кажам дека не се воопште за време ковидот навака и унапред не исправни. И меѓутоа апелирам да малку здравството да поведе развиеш околу народот, да се го лечи, а не вака на телевизија ќе го лечи само. Благодарам. Благодарам и вам. Драго ни е што се вклучивте во црвена линија. Продолжете и понатаму да не следите. А ние сега во продолжение пред да вклучиме нов гледач или можеби гледачка, ќе подсетиме секогаш за се нешто, доколку сакате да сте квалитетно, брзо и ефикасно информирани, не заборавајте редовно да кликате и на telma.com.mk. А денес, се извинувам од кога ќе кликнете, секако задржете го вниманието и на денешниот наслов, 3 пати повеќе случаи на грип, за една недела хоспитализирани 12 пациенти. Верувам ќе може да покажем на како изгледа еве го насловот, тоа е се што ви треба во однос
на темата за која што говориме денес со вас. А сега сакаме да ги слушнеме вашите одговори. Па еве, според вас, дали вакцинацијата треба да биде задолжителна и бесплатна? Дали вие сте меѓу оние кои што редовно ја прима навремено вакцината против сезонски грип? Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, верувам сте ми во добро здравје, да ве слушнеме во црвена линија. Прво среќна нова година, Благодарам. Божики празници и се најубаво. И јас сум хроничен болесник, 68 години. Примам вакцини и секоја примена вакцина безболно. Цел месец. Продолжете да слушам. Безболна цел месец. Од грип, примајќи вакцина. Сега решив да не примам вакцина и да не контактирам многу со луѓе, да видиме како ќе биде оваа година. Не сум задоволна од вакцините. Ви се чини ли дека еве и граѓаните ги почитуваат генерално препораките, особено кога имаме еве ваков зголемен број на луѓе заболени од грип? Ја до сега сум примала вакцини. Меѓутоа, после секоја вакцина, јас дали грип става по вакцината, не знам што е докторски, ја да не можам да станам од кревет. Така да имам грип и решив да не примам вакцина. Секој си знае за себе. Така, благодарам еве што се вклучивте во црвена линија. Секако на секој ден од вас ви посакувам да останете во добро здравје и секако што е можно повеќе да се чувате, се со цел да се избегне нели заболување од грипот, кој што навистина барем во оваа прва недела од 2026 година буквално коси, имаме зголемен двојно број на заболени од грип, а она што загрижува дека веќе имаме и хоспитализирани 12 пациенти. Оно што секоја година се дава како можност, односно како превенција, е можноста за вакцинација. Така да некаде од 7 октомври минатата година започна пријавувањето за бесплатна вакцинација, која што се уште трае, против сезонски грип, и тоа на ризичните групи. Пријавувањето се врши со пополнување на апликацијата на сајтот vakcinacija.mk. Еве сега верувам ќе можеме да ви покажеме како изгледа тој линк. Ајде дали отвара vakcinacija.mk. Кликнете и на линкот и секако информирајте се многу повеќе околу вакцините против сезонски грип. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Бидете ми пред се во добро здравје, да, и да ги чуеме вашите одговори. Се слушаме, така? Да. И вака сега на темата директно. Дали се доволно искористени вакцините? Не се искористени. Значи, 80.000, колку што јас знам, се набавени, а ние имаме 1.800.000 жители по попис. Тоа е сосема малку, затоа што дека е познато дека овакви болести, како што е грипот, кој што е сезонски и секоја година се јавува, познато е, се прави предпоставка на вирус, пошто ги има многу, околу 1000 таму видови, се прави тип на вакцина од 4 валенти вируси. И сега која погодата е успешно, меѓутоа добро во секој случај е успешна. Јас се вакцинирам 20 години назад, кога еднаш ми се случи да не се вакцинирам и да си повлечам консеквенција од тоа и хронични болести. Значи, во секој случај нема друго чаре. Ние не знаеме во кој век живееме. Па вајде во среден век не живееме. А во денешно време, ако не ставите вакцина во овие услови на живот, загаден воздух, храна, не знам што, имунитет немате, па вакцината е единствен начин да се заштитите. Тие производителите што стално слушам муабети, вакви биле онакви, погрешни, нема шанси таму луѓе. Таму се лета фирма, пропаѓа со милиарди вредност на фирмата.
Вакцините се 100%, 99,9% проверени. Само примете ги на време. Благодарно за вашите одговори. Еве уште еден само коментар. Тихи Дон напиша: тие што велат дека примале и сакаат да е задолжителна, нивно право е дали и колку ќе примаат. Да биде право и слобода на избор. Здравјето влегува на уста, а не преку боцки. Чиста и здрава храна, вода, воздух и хигиена. Грип не постои, затруени сме преку загаден воздух и храна. Одиме со реклами, а по рекламите и резултатите од анкетата. Почитувани, време е да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. На прашањето за денес дали вакцинацијата треба да биде задолжителна и бесплатна, еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Со да одговорија 55%, а со не одговорија 45%. Учествувате веќе од понеделник во новите анкети на Црвена линија. Заследете на Инстаграм, сега го заследете на Фейсбук, информирајте се на telma.com.mk и на секако останете на Телма, бидејќи под Црвена линија следува новото издание на Нексус со Игор Трајков. Се гледаме во понеделник. Довидување.